Добар ден, криптоентузијасти, добар ден. Иако, нели, техничката анализа многу често може да испадне и грешна, знаете и сами, но овој пат, значи соодветен хоумран направивме со техничката анализа. Повторно, значи ова е заеднички труд, како што кажав, има уште многу од луѓето во самата заедница кои што ствари помагаат со своите придонеси во однос на тоа, нели, да видиме други мислења, да едноставно споредиме што се случува на пазарот, но моментално буквално успеавме да купиме пред самиот памп и да го поминеме целиот овој памп со така речено преструктурирано портфолио. Значи јас останав до досна во утринските часови, очекувајќи да видам како се тоа ќе се развива, но сега за сега сум презадоволен со тоа што имаме некои нови откритија за кои што ќе поразговараме денес. Сега, прво и најбитно, би сакал да напоменам дека како што може да видите и сами овде, значи имаме голема ликвидација на шортс, значи 155,3 милиони ликвидирани, а тоа е поради овој момент, каде што практично луѓето после оваа примарна корекција очекуваат дека цената ќе се придвижи надолу. Зошто го велам тоа? Еве поради овој момент, значи очекуваат дека нема да успее да пробие преку ево овде и во секој момент, нели, нормално очекуваат дека цената ќе продолжи надолу, односно дека ова е само иницијалниот памп и дека, нели, во било кое време ќе имаме масовна продажба, со тоа што имаме доста битни левели над нас, значи како ова жолто поле, како ова плаво ниво кое што беше практично поддршка на целиот овој бран, кој што буквално пробивме низ нив благодарение на овие шортс, така да кој да става шорт ви благодарам што ни помогнате да направиме соодветен профит, не знам што друго да кажам, како и да е. Значи гледаме дека масовна ликвидација на шортс како на 14 така и на 15 помогна во првенствениот памп кој што го имавме, со тоа што моментално се ногаме на многу интересно ниво, но пред да продолжиме со анализата на биткоин, каде што имаме некои нови да речем факти кои што сме ги нашли на самиот чарт, сакам да поминеме брзо преку DXY и SPY, кои што се исто така многу битни. Нели, како и постојано го напоменувам истото, дека обратно пропорционалноста на цената на DXY и биткоин, како и паралелното носење на цените на SPY и на биткоин се битни за да имаме оприлика представа каде моментално се ногеме, со тоа што, како што кажам, и сами можеме да видиме, како и секој, значи сакам да го правам ова со цел оние кои што се нови да може да видат за што станува збор, односно гледате и сами, секој пат на самиот DXY доведува до раст на биткоин и обратно. Секој пат на биткоин доведува до раст на DXY, нели, за да имате корелација оприлика како тоа изгледа, со тоа што во оваа ситуација, значи првенствено ќе напоменеме како изгледа моментално DXY индексот. Сега, значи DXY индексот доколку го погледнеме на неделно ниво има многу голем потенцијал за движење нагоре. Имајте го тоа предвид. И ваквиот потенцијал само што започна. Тоа не значи дека ние ќе добиеме сега корекција од типот на, не знам, 15 поени нагоре, разбирате? Но не го менува фактот дека може да се деси цената, значи за да ги олади на некој начин овие индикатори, да продолжи да се движи хоризонтално. Останува да видиме, но како и да е, ова е една од битните работи кои што мораме да ги земеме во предвид, затоа што ваквиот памп на биткоин може многу едноставно да биде запрен доколку добиеме памп на DXY. Значи имајте го тоа предвид, како што кажаме, цените се корелирани обратно, така да ако почне DXY да расте, ќе имаме пат на цените на биткоин. Но не очекувам тоа да се случи со оглед на фактот дека значи главниот раст на DXY потекнува исклучиво во овој период од Fed. Доколку Fed не продолжи со покачување на rate hikes или пак она што го покачува е само 0,25 од тоа што веќе го најави, односно како што може да видите до сега од толку анализи кои што сме ги направиле, кога пазарот очекува што ќе се случи, е многу поедноставно и немаме толку голема промена, за разлика од кога не очекува, односно кога да речеме би се случило да наместо 0,25 истиот доде 0,5. Тоа би било страх на пазарот и би очекувале пад. Во оваа ситуација не гледам причина за тоа, затоа што сите на некој начин индикатори досега ни покажуваат дека само ќе продолжи со последната стапка од 0,25 со оглед на фактот дека не добивме соодветен пад, значи очекувавме да биде поголем падот, но гледате, и тоа предизвика раст на пазарот затоа што на крајот од денот, значи луѓето се свесни дека само прашање на време е кога инфлацијата ќе падне до она посакувано нивно ниво од 2%, ако падне до 2%, како и да е, ако вие чекате инфлацијата да падне до 2%, тогаш ќе бидете касно да купите, затоа што како што може да видите првенствениот памп е веќе помина.
Значи повторно, рано сме во целиот циклус на биткоин, но најдобрите резултати се прават кога би купиле во овој период. Сега, моментално можеме да видиме дека на неделно ниво имаме поле, кое што претходно беше така речено акумулационо поле, иако не успеавме од тоа да направиме памп, гледаме дека моментално точно, значи цената на DXY се наоѓа под ова поле, а се наоѓа и над полето во кое што претходно оформи два врва, за ова сме разговарале неколку пати, ќе го напоменем уште еднаш. Значи гледате, ако погледнеме на неделно ниво за сите оние кои што се нови на каналот, значи ова поле претходно представува врв на пазарите на DXY, а дно на пазарите на биткоин и на S&P 500, ќе ги додадеме двата чисто да имате во предвид како тоа изгледа. Значи гледате, во моментот кога имаме врв на DXY, така речено имаме или хоризонтално движење или дно на цената на биткоин, и обратно, кога имаме дно на DXY, имаме врвови на цените на DXY, на S&P 500 и на биткоин. И гледате, значи во двата врва, кога сме достигнале врв на DXY, имаме пад и на биткоин и на S&P 500. Сега, моментално се наоѓаме во ситуација во која што горе тестираме ова поле, во кое што имаме претходни два бул маркети, така да моментално ова поле представува поддршка и гледаме дека представува солидна поддршка, затоа што точно од долната граница на ова поле повторно се вративме над него. Ако влеземе на дневна анализа, можеме да видиме дека точно цената се наоѓа буквално помеѓу овие две полиња. Претходната акумулација, каде што нели имавме одреден период во кој што очекуваме дека ќе имаме dead cat bounce, и неизин пат до долната граница на ова поле, каде што претходните два бул маркети завршиле за DXY, за цената да се врати повторно горе помеѓу овие две полиња. Со тоа што можеби ова е оној dead cat bounce кој што го очекувавме, иако ако погледнете на неделно ниво има уште еднаш ќе кажам голем потенцијал да ова не е крајот, да има сила да продолжи да се движи нагоре. Тоа не го менува фактот дека не значи дека имаме движење нагоре, можеме да имаме хоризонтално движење како во оваа ситуација, каде што гледаме дека постепено, значи самите индикатори на некој начин оладуваат, значи не се толку продадени. Така да се надеваме дека ова ќе остане и така, затоа што секоја негативна вест за DXY е позитивна вест за биткоин и обратно, имате го тоа предвид. Значи DXY генерално тоа е се што имам да кажам моментално, нема некои поинакви некои побитни работи кои што треба да ги анализираме. Да, само треба да направиме анализа на S&P 500, значи битна работа исто така, во која што ќе се вратиме прво на значи на дневно ниво чисто да видиме. Значи се сеќавате, разговаравме дека оваа корекција се уште не е завршена. Зошто го велиме тоа? Значи доколку го земеме последниот бран кој што беше во овој канал, во кој што се наоѓаше целиот bear market S&P 500, можеме да видиме дека по корекцијата на овој канал сме се вратиле до 50% од Фибоначи секвенцата, а доколку се вратиме назад на неделно ниво, можеме да видиме дека моментално сме во нагорно движење, значи од овие 50% сега се движиме нагоре и нормално, значи првата мета ни е буквално претходниот врв во кој што се наоѓавме во овој канал, а тоа е негде околу 432. Така да, тоа е онаа мета која што се обидуваме да достигнеме, но не заборавајте дека многу од овие постепени дна, како се миеше надолу S&P 500 индексот, имаат своји неделни нивоа кои што моментално се пречка за остварување на ова, но ова е веќе трет обид. Значи гледате, имаше прв неуспешен, втор неуспешен, ова е трет обид да се обидеме да се пробиеме нагоре до потенцијалната мета од оваа корекција. Но повторно, значи ова е исклучиво поврзано со добри вести на пазарот. Значи знаете и сами колку техничката анализа е многу поврзана со добри вести на пазарот, иако паралелно можеме да видиме дека како S&P 500 истата ситуација се случува и со Nasdaq. Значи тоа се добри вести затоа што истите се корелирани со биткоин. Зошто го велам тоа? Значи ако не го добиевме FTX колапсот, ќе имавме на некој начин сличен чарт на истиот. Да погледнеме што се случува на неделно ниво. Значи гледаме дека ние сме малку подолу во таа корекција, како што можеме да видиме, буквално, че имаме корекција нагоре, имаме Fibonacci retracement и корекција нагоре повторно. Корекција надолу и сега моментално почнуваме со следната, затоа сме малку назад со оглед на фактот дека овој пат немаше да биде реализиран доколку не се случеше бушавиот од FTX за жал, но чисто да погледнеме, значи ако поставиме, како што кажав, значи кај нас овдека барем во оваа ситуација мораме да го мериме од овој момент затоа што дека веќе имавме една корекција. Значи од овој момент гледаме дека точно сме направиле корекција до 38,2
левел на Фибоначи и дека ова е доволна корекција за да можеме да продолжиме нагоре, како и гледате на неделно ниво многу јасно се гледа каде се ногеме, а тоа е претходниот врв, одно локален врв пред падот на FTX. Со тоа што значи корекцијата од овде продолжи нагоре, затоа и купивме. Значи затоа што видовме дека има логика дека овој врв едноставно ќе успее да ја задржи цената на ова ниво и дека доколку чекаме и понатаму да се доближиме до значи самиот bull market support band, може да се случи да ја промашиме оваа корекција и поради таквата причина фактички подобро да направиме купување во момент кога знаеме дека сме блиску до крајот на оваа корекција, барем според нашите анализи, отколку тоа да не го направиме и да го пропуштиме овој памп. Зошто го велам ова? Дури да се симнеме малку подолу, ние бевме во ред, бевме спремни затоа што имаме соодветни нива кои што може да ја задржат оваа цена се уште значи околу 20.000 и bull market support бендот, така да поради тоа и купивме. Сега. Она ново што го гледав моментално е овој канал. Пред да продолжиме на дневно ниво да видите како изгледа самиот канал, сакам да ги напоменам и овие индикатори. Значи Market Cipher, знаете сами, многу едноставно ни дава групна слика на тоа што се случува од сите индикатори заедно. Значи гледаме дека оваа корекција која што постепено се случуваше во овој дел, моментално е надмината и гледаме дека повторно сигналната се движи нагоре за разлика од базичната линија и гледаме моментално ресетирање на VWAP, значи истиот престана да се движи надолу, што може да доведе до повторно движење нагоре на истиот, затоа што се уште имаме место, простор за движење. Значи заборавајте на RSI, на сток RSI истиот може да остане горе некое време, гледате и сами, додека сток RSI може да остане, додека RSI самиот по себе има уште простор, значи моментално е на вредност од 60, а дури на 70 представува прекупен. Така да имаме уште доста простор, гледаме дека исто така и самиот MACD има уште доста простор за раст нагоре, значи имаме потенцијал. Тоа не значи дека се случи, мораме да видиме некои реалности кои што моментално се ги гледаме, а тоа е дека сме прво на горната граница на Bollinger Band на неделно ниво. Второ, над нас моментално се наоѓаат на неделно ниво многу битни нивоа, а тоа се 50 неделната средна вредност и 200 неделната средна вредност, како и претходното дно од Тера Луна колапсот. Така да, овие ситуации мораме да ги земеме во предвид, затоа што ова се три јаки нивоа кои што мораме да ги поминеме, со цел да можеме да рачунаме на ретестирање на претходнава, ова е летото 2021, ако сеќавате, ова е полето кое што беше поддршка на цената за вториот памп. Сега, за дури и да можеме да разговараме за приоѓање на ова поле, ние мораме прво да успееме да завршиме со свеќа над локалното дно на Тера Луна колапсот до 25.300, како и моментално двете нивоа на Forex кои што се 50 и 200 неделната средна вредност. Сега, дополнително да не заборавиме, има уште една многу битна анализа, а тоа е Wyckoff акумулацијата, која исто така, гледате и сами, има многу битен левел за да биде помината, а тоа е горниот рейндж на оваа трейдинг зона. Значи, само да го отвориме Wyckoff за да имате представа за што зборувам. Оние кои што не го погледнале, ќе ве замолам, че имаме соодветни видеа во нашиот едукативен сектор, каде што разговараме во детали за Wyckoff акумулацијата. Само да најдам подобар квалитет. Само момент. Ова ќе биде солидна. Значи, погледнете. Завршиме со тестот, со спрингот, моментално правиме LPS. Ова беше тој LPS кој што јас го очекував, иако краток, тоа е тоа. Значи, ова е тој LPS кој што нас ти беше потребен, сега моментално ќе го додадеме со соодветни знаци, со цел да знаеме дека ова е првиот LPS кој што успеавме да го постигнеме, односно Last Point of Support. Last Point of Support, пак ќе кажам, погледнете ги нашите видеа за Wyckoff акумулацијата, за да ви биде појасно што станува збор. Значи, ова е textbook Wyckoff акумулација, погледнете. Textbook, значи ако ја погледнете, едната со другата се комплетно, сега за сега барем комплетно се служуваат. Единствена работа која што ни останува е завршување на фазата D и почеток на фазата E, која што е уствари следниот bull market. Повторно, тоа не значи дека ние уште денес ќе успееме да го пробиеме ова ниво до сега не сме се ни приближиле, така да она што сакам да обрнете внимание моментално. Значи, гледате колку нивоа моментално се над нас, каде што на вистина е можна корекција. Зошто го велам тоа? Имате горна граница на Bollinger Band на дневно ниво. Имате горна граница на Bollinger Band на неделно ниво. Имате над нас се наоѓаат
и 50 и 200 неделната средна вредност, кои што се многу битни нивоа. Како и претходниот колапс на Тера Луна, значи ова е првенствениот колапс до 25.300, 400, така нешто. Така да, значи гледајте колку нивоа има на нас. Значи било кој што е моментално во профит од да речам овој памп, голема е веројатноста дека ќе извади профит моментално. Така да ова може да биде ниво на кое што може да добиеме корекција, односно да бидеме одбиени повторно надолу. Но зошто тоа воопште не ме плаши? Значи, како што може да видите во стандардна Wyckoff акумулација, посебно на дневно ниво, имаме неколку LPS, односно Last Point of Support. Значи, може да имаме 1, 2, 3, 5 може да имаме, односно тоа колку е поголем чартот, колку е подол, толку најчесто и се случува да имаме повеќе. Но како и да е, не заборавајте дека ова е на дневно ниво, затоа е малку побрз за разлика од останаците, значи некогаш можеме да имаме Wyckoff акумулација и на неделно ниво кое што може да трае многу подолго за да се материализира, но во оваа ситуација како што може да видите и сами, единствено што не успеавме да предвидиме од Wyckoff акумулацијата е дека ќе имаме ритест на долната зона, како што може да видите и сами, тоа го очекувавме, тоа не се случи затоа што имаме ваков многу голем памп. Имаме LPS кој што моментално го реализираме, кој што очекувавме дека најдобри резултати би дал доколку се симне до самата горна граница на Bull Market Support Band-от, но тоа исто така не се случи. Значи може да погледнете и сами дека имаме многу нивоа кои што моментално се пречка за потенцијално и понатамошно движење нагоре. Значи на некој начин сме доста oversold, overbought во ситуација во генерално сите индикатори. Иако тоа не значи дека ќе запреме, најчесто во вакви ситуации буквално кога ќе настава повторно шортс, ќе се случи изгледа ликвидација, што се случи во текот на вчерашниот ден, но тоа не го менува фактот дека ова некој го предизвикува. Значи овие шортс кои што моментално и гледате ликвидирани, тоа е предизвикано од некого, затоа што знае што се случува кога луѓето гледаат дека пристигнуваме до овие индикатори. Односно сите тие големи трговци се свесни дека ваков тип на нивоа најчесто предизвикува луѓето или да продадат или пак да мислат да, време е за шорт, ова се трите нивоа преку кои што не можеме да поминеме сигурно овде и на тој начин, значи буквално чекаат на вас да ставите шорт за да го искористат вашиот капитал за да имаме дополнителен памп. Значи за жал тоа е реалноста, буквално така го прават тоа. И буквално има многу помош од вас, верувајте ми. Со тоа што дополнително не заборавајте дека сме многу високо и на Fear and Greed Index, како на крипто секторот 62, така и повторно на традиционалните финанси 74. Значи потребна е корекција. Ова е стварно висок Fear and Greed Index, како во едната, така и во другата сфера, но не е крајен индикатор. Ако се сеќавате, значи и овде кај јас постојано кажував, мора да имаме корекција, мора да имаме корекција, мора да имаме корекција. Ние мора да бидеме свесни дека корекција ќе настане пред истата да настане. Само на тој начин ќе бидеме доволно добро истренирани да знаеме дека корекцијата доаѓа и да се спремиме да купиме. Се сеќавате што ви кажав, значи да се вратиме на дневно ниво, што ви реков? Во целиот овој период ви кажував дека ќе има корекција. Во целиот овој период. Значи јас знам дека сум досаден понекогаш, но тоа е заради тоа што мора да има корекција. Значи не може да се движиме само нагоре. Иако оваа корекција според мене повторно не е доволна, тоа не го менува фактот дека во оваа ситуација беше комплетно доволна. Дополнително, значи гледате оваа структура. Ја видовте на неделно ниво, значи гледате овде. Оваа структура, гледајте од каде доаѓа. Значи ова е овој така речено bear flag кој што го имавме во оваа ситуација, кој што моментално продолжува овде. Значи гледајте колку добро се сложува овој канал моментално и одличната работа е тоа што успеавме да пробиеме над него. Многу битна работа. Зошто го велам тоа? Значи за да видите дека комплетно се сложува овој канал од овој момент па нагоре, значи ќе влеземе дури на 4, значи гледајте колку точно. Значи имаме отпор, пробив, неуспешен пад моментално на долната граница, гледајте и овде, и овде, и овде, значи е испочитувано комплетно, со тоа што дополнително ако влеземе на 4 часа, уште толку е испочитувано, значи тоа неверојатно колку овој канал е солиден, гледајте овде. Значи гледајте колку е овој канал солиден. Така да, јас мислам дека овој канал ќе го користиме и понатаму, посебно со оглед на фактот дека очекувам исто да биде поддршка кога ќе успееме да паднеме надолу, нели нормално, повторно ти кажам, не можеме да се движиме само нагоре. Уште еден битен момент е тоа што јас се надевам дека ќе успееме да направиме да завршиме со свеќе над ова.
Зошто е тоа така? Значи, ако се сеќавате на Лајков акумулацијата за она што разговаравме, тоа е буквално овој дел. Значи, ова е со овие свеки овде на 14 август 2022 година успеавме да формираме горна граница на овој рейндж. Значи, знаете и сами, оние кои што ви следеле оние видеа за Лајков, оние кои што не, погледнете ги, пак ќе кажам. Значи, горната граница на овој рейндж е буквално од, да речам, 22.600 до 25.200 отприлика, со тоа што ние успеавме да на некој начин се пробиеме над овие нивоа, но мораме да направиме практично нова свеќа над ова дневно ниво, портокаловото, односно да завршиме со оваа свеќа над него, со цел да имаме на некој начин барем почеток на тренд над ова ниво. Од друга страна, се уште не сме го пробиле претходниот локален хај. Имајте го тоа во предвид, значи претходниот локален хај е на 25.220. Многу битно ниво, кое што мораме да го пробиеме, барем малку да отидеме над него со цел да успееме да направиме нов локален врв. Многу битна работа. Сеќавате оно што ви го кажувам, значи мораме претходно да ја прекршиме оваа структура. Значи Марио Саздов во коментарите на Криптовалути Македонија буквално и за тоа разговараше. Ние мораме претходно да ја прекршиме оваа структура на овој bear flag, односно да направиме нов врв и потенцијално барем да направиме малку повисок ретест од ова дно кое што го имаме од Terra Luna колапсот, за да можеме да разговараме за целосен бул. Значи затоа ви кажувам, рано сме, се уште има време. Тоа не значи само момент дека во следните денови или во текот на овој ден ние ќе успееме да го направиме. Но не можеме да знаеме и дека нема да се случи. Затоа што пак ќе кажам, моментално очигледно има одредени ајкули кои што чекаат на вашите шортс за да ги искористат за дополнителен памп. Имајте го тоа во предвид. Како и да е. Моментално, барем според мене, се движиме одлично со тоа што ако погледнеме од самите корекции, рековме во првенствената корекција успеавме да се приближиме до 38,2, односно претходното ниво пред падот на FTX, со тоа што, значи јас мислев дека ова жолто поле кое што моментално беше така речено поддршка, па потоа стана опор на цената, мислев дека ќе задржи повеќе, очигледно позитивно од нас тоа што не успеа да го направи, со тоа што првото ниво на Фибоначи секвенцата како мета е 26.000. Се, дали тоа ќе се случи останува да видиме, некогаш е потребно време за оваа корекција да отиде нагоре, значи што можеме да видиме во оваа ситуација, значи имавме одреден период во кој што заврши дополнителна акумулација пред конечно завршување на оваа целосна корекција нагоре, така да во оваа ситуација мораме да почекаме и да видиме дали ќе успееме се придвижиме нагоре, но на дневно ниво имаме простор. Зошто го велам тоа? Значи гледајте дека самите индикатори имаат простор за движење нагоре. MACD е во комплетен раст, VWAP е нагоре, 100 RSI е 70, а може дојде до 100 лесно, како што може да видиме предходно. RSI е 70, а може дојде и повисоко, како што можеме да видиме предходно. Така да се уште има простор за потенцијално движење нагоре на овој бран, но повторно, не очекувам моментално да одиме до 40.000. Значи сме превисоко моментално на овие индикатори за да можеме да се придвижиме нагоре, додека на неделно ниво сме солидно во простор да се движиме нагоре, но повторно неделно ниво потребно е време за да се материализираат овие индикатори, затоа и не би брзал со анализа на неделно ниво моментално и дневно ниво, извинете, 4 часа. Ова чисто на кратко само да покажеме дека моментално овдека сме комплетно највисоко што можеме да бидеме и не сме биле така од 14 јануари 2023 година, тоа беше првиот иницијален памп, со тоа што пак ќе напоменам, значи овие индикатори некогаш може многу едноставно да се да речем оладат со хоризонтално движење на цената. Битниот момент кој што мораме да го запазиме овдека е тоа што успеавме на 4 часа да направиме нови практично нивоа над ова ниво. Значи гледате овдека, ова е тоа ниво кој што го воспоставивме на дневна база, така да се уште има шанса овој рели да се одржи и да направи потенцијален ретест на 25,4, кој што е многу битно ниво. Ќе напоменам уште еднаш зашто, тоа е Terra Luna колапсот, дното на Terra Luna колапсот, кој што доколку успееме да го ретестираме или да се придвижиме нагоре, барем малку ќе биде потврда за нов на некој начин скршување на претходната паѓачка формација.
Така да тоа е многу битен момент кој што мораме да го забележиме, дали ќе успееме, но како и да е, во било кој момент кога ќе успееме да добиеме корекција надолу, очекувам дека горната граница на овој канал или пак тренд линијата која што имаме овдека ќе бидат следните нивоа на кои што ќе се задржи цената заедно со ова дневно ниво. Повторно, ова е кратка анализа, зборуваме за дневно ниво и нели, не може да очекуваме дека истото ќе се задржи не знам еден месец на истата. Значи имајте го тоа предвид. Нивоата сами по себе се јаки во однос со тоа на кој таймфрейм, на која временски интервал се најдени. Не го заборавајте и тој момент. А сите овие нивоа, овој канал видовме дека е испочитуван од неделно па надолу, така да затоа и верувам дека има доста јака, да речем, има доволна сила за да може да ја задржи цената како што можеме да видиме на горната граница за потенцијална корекција. Не верувам дека ќе има корекција веднаш, само ви кажувам дека моментално, ќе напоменам уште еднаш, се наоѓаме на горна граница на Болинџер Бенд, се наоѓаме на горна граница на Болинџер Бенд и на дневно ниво и на неделно, како што можеме да видиме, на горната граница од во оваа ситуација овој Wyckoff акумулација, че ова е горната зона, значи тоа е границата на самата Wyckoff акумулација и да не заборавиме 50 и 200 неделната средна вредност заедно со дното на колапсот на Тера Луна се точно над нас. Значи тоа е се што треба да погледнеме во однос на самите индикатори и техничка анализа на биткоин, така да че имаме многу јаки нивоа над нас и да не заборавиме, значи MACD после февруари 2022 година на цела година на неделно ниво, конечно само што не пробил над нулата, значи се уште е рано, но нели се движиме натаму, така да сето ова кажува дека булот е почнат. Не можеме да предвидиме со оглед на фактот дека знаете и сами некогаш едноставно може да се случат некои непредвидени работи кои што не може, значи што и да правите не може да ги предвидите, но сега за сега дури и моменталните choke point 2.0 што се случуваат идиотски работи во Америка, не успеа да го запрат почетокот на bull маркетот. Иако мораме да видиме како тоа ќе заврши, но јас верувам дека ќе заврши со почетокот на претседателската кампања, а зошто го велам тоа? Значи само да напоменеме дека претседателските избори во Америка се наскоро, значи presidential campaign US start. Значи да видиме кога истата ќе почне. Еве, чисто да погледнеме зошто го велам тоа, ќе ви објаснам when the first month. Само момент. Значи, иако не можам да ја најдам, не заборавајте дека изборите ќе бидат во 2024 година за нов претседател на Америка. Вие нема теоретски шанси да бидете претседател на Америка на следните избори доколку немате крипто агенда. Крај. Значи нема теоретски шанси. Имате моментално еден од најголемите интереси во историјата на Америка за нешто ново, како што е биткоин и криптосферата, че нема теоретски шанси дека во 2024 година вие ќе станете претседател без да имате крипто агенда и план за крипто секторот. Така да, сето ова што моментално го гледате е фат, прават глупости кои што знаете и сами дека не може да ги наминат, ако не успеа Кина да го запре крипто, Мурика нема теоретски шанси да го запре крипто, што може само да сонуваат. Така да во оваа ситуација единствено што гледате моментално е фат и тоа највеќе поради тоа што се навредени затоа што FTX кој што им беше под носот и им плакаше за претседателската кампања во 2020 година, буквално ги направи мајмуни. И сега моментално не знаат како да го изразат тој стрес, посебно Гери Генслер кој што нели најблизок беше со FTX, значи се кажуваше како FTX е пример за менувачница и најнаш како нормално lashing out, значи едноставно на сите што може моментално, на сите се мало. Како и да, ќе напоменам уште еднаш. Зошто велам дека моментално сме блиску до крај на целото ова срање, посебно со оној фат во Америка? Затоа што почеток на кампања, посебно на Трамп, верувам дека ќе биде директно поврзана со негово ветување дека ќе направи соодветна крипторегулатива, затоа што крипто е сектор кој што вие не сакате да ви избега од државата. Така да ова моментално што гледаме е последни обиди на дедовци и баби. Овдека ќе запрам само за момент. Јас добив некои коментари од некои од нашите гледачи. Јас уште еднаш ќе напоменам. Јас воопште немам проблем. Мене ми е мило кога постарите генерации сакаат да се едуцираат и сакаат да навлезат во целата ова сфера. Некои од нив знаат и 3 пати повеќе од мене. Јас сум свесен за тоа. И ви благодарам за поддршката и ви благодарам што сте дел од каналот. Проблемот е што
90% од луѓето над 50 години не сакаат ни да слушнат за крипто, ниту негов потенцијал, ниту каква технологија е, ниту што може да направи. Така да, извинете, но знаете и сами дека ово што кажувам не е лага и дека многу од овие луѓе се проблемот кој што моментално го запира процесот, односно развојот на овој сектор. Така да ќе напоменам уште еднаш. Оние кои што ми се наутија се извинувам уште еднаш, некои бараа пастрмалија ќе добиете со сета сила, нема проблем. Уште еднаш, поентата е дека оваа генерација за жал е комплетно против процесот на развој на крипто, затоа што едноставно не може да го разбере технолошкиот процес кој што се случува со оваа технологија. Така да, за жал, стојат на нашиот пат и кога ги навредувам со причина, затоа што само заради тоа што нивниот хир, дека моментално се суди, председатели, членови на парламент и слично, и не може да го разбера тоа и знаеш зашто? Че не може да го разберам, нема да биде легално, крај на муавето. Значи тоа не е аргумент, тоа е проблемот. Сега, повторно ќе напоменам. Јас верувам дека Трамп ќе дојде со соодветна на некој начин програма за регулирање на криптосекторот, затоа што и Америка е свесна дека моментално ја губи битката, односно криптосекторот постепено се иселува од Америка, што неизе нема теоретски шанси да си дозволи такво нешто. Земете за пример, ако беа толку против крипто, зошто кога Кина пропадна, целиот тој майнинг, значи Тексас и такви компании кои што има обилно на некој начин производство на електрична енергија, ги молеа мајнерите, им даваа бесплатни смештаи, не знам, промена на данок, само да дојдат и да отворат своји майнинг фарми во овие држави. Така да, ќе напоменам уште еднаш. Верувам дека републиканците се многу про крипто за разлика од демократите, мада они сите се морони, но тоа не го менува фактот дека 2024 година, а почетокот на овие избори веќе ги имавме, затоа сакав да ви кажам. Ако се сеќавате, Трамп веќе направи, иако јас сум против Мурика генерално, заедно со Трамп, значи веќе направи, ако се сеќавате, забава во која што почна така речено неговиот бид, односно апликација за потенцијален кандидат на републиканците за следен председател, како и да е. Слушајте ми ги зборовите, ќе видите. Нема теоретски, тоа ќе биде една од главните точки на кампањата. Значи сигурно, затоа што вие имате цела нова генерација на американци кои што воопште не е заинтересирана за политика, која што немате друг начин како да ја придобиете. Значи Америка вака или така пропаѓа. Значи прашање на време кога ќе биде преместена од прво на не знам, второ, трето, пето место во светска економија, светска сила, воена, како сака да земете го тоа. И дополнително ова е еден од последните начини да ја придобиете таа следна генерација на млади луѓе во Америка кои што се заинтересирани за профит. А моментално најдобар профит, сакале или не, реалноста има во крипто. Така да не може да добиете председател без да имате таква кампања, а тоа значи дека веднаш ќе престанат со глупостите кои што ги прават. Затоа што вие, ако дојде следниот председател, а вие сте правиле глупости во она што он го ветувал дека ќе го смени, значи официјално нема да ви дозволи да продолжите да го правите тоа. Така да имате го тоа први, тоа е нешто што доаѓа наскоро и верувам дека многу брзо ќе го објавиме и на нашиот канал кога ќе добиеме повеќе информации, но за жал се уште ваквите избори не се на некој начин во полн ефект, но во текот на 2023 година очекувам дека ќе почнат да бидат и ќе се промени целата реторика за крипто во Америка. Сега за жал е многу негативна, тоа е реалноста и верувам дека ќе делува на пазарот и понатаму. Следна битна работа која што треба да кажеме е некои дополнителни индикатори кои што ги имаме, што се доста интересни. Како што кажавме, првиот е CBBI, кој што јас навистина го почитувам, значи точно го темпираше дното. Го следевте заедно со мене, овие два пати кога цената дојде до 2,3, значи точно го темпираше дното каде се ногаме на биткоин циклусот, со тоа што гледаме дека моментално најчесто после ваквите корекции нагоре кога веќе ги поминеме на 10, имаме што? Следен бул, и тоа солиден следен бул. Така да и во оваа ситуација гледаме дека тоа е веќе почнато, значи CBBI индексот, овој индикаторот 10 различни индекси кои што ни дава соодветен на некој начин број од 0 до 100, е на 16, значи дека сме на самиот почеток на следниот бул и дека дното е веќе оформено, иако тоа 100 пати го кажавме, битно е и понатаму да видиме дека истата реторика важи. Моментално сентиментот е на 0,54 од можни 1. Ова е највеќе поради негативниот факт кој што моментално се шири, затоа што ваквата реторика за негативна регулатива е доста проширена низ целиот свет, затоа што гледаме дека
Америка моментално сама по себе има многу негативна енергија во однос на криптосекторот, како и секогаш, само сега малку повеќе од вообичаено, со тоа што ако се сеќавате во вестите пред некој ден, ви кажав дека и G20 се обидуваат да регулираат крипто, значи се бутка на сите страни, зорле оваа регулатива. Сега многу од каналите кои што ги следам, како Coinbiro, Benjamin Cohen и некои други, да речем, доста докажани ликови во оваа сфера, оприлика делат слично мислење со мене, да речам, со оглед на фактот дека и јас верувам дека ќе добиеме избрзана регулатива за крипто, која што очигледно нема да делува, затоа што вие не може да донесете регулатива во Америка и сега вие викате нема стейкинг во Америка, оно што моментално го следиме. Во ред, можам да стейкам во Шведска и претходно кажав истиот пример, ќе кажам повторно. Имаш батка VPN од денешно време, значи не мора мене да ми кажеш каде ја можам било каде и да стейкам и да купам и да продадам, значи моментално она што индиската министерка за финансии го кажа е сосема на место. Не можете со регулатива на една држава да контролирате сектор кој што се наоѓа глобално низ целиот свет и кој што веќе посебно младите луѓе не сакаат ни да слушнат ни за граници, ни за регулатива, ни за ништо. Значи они се целосно посветени на овој сектор и гледаме дека моментално имаме бум, имаме голем развој иако они тоа се обидуваат да го скријат. Значи прашање на време, нема бегање. Сега дури на крај Бован Досев ми даде некои интересни слики кои што сакам да ги покажам. Посебно за овој дел околу адаптацијата, но нели, ќе стасаме од тој да сакам прво само некои интересни индикатори да покажам до каде се ногеме и дека се е позитивно, иако има фат. Значи, знаеш како? Повторно ќе кажам, заборавајте на фактот што ви кажуваат на телевизија. Гледајте што моментално прават. Значи, колку и да има фат моментално, ви покажавме дека УЕФ моментално работи активно на имплементација на криптопроекти во самиот сектор, на бирани криптопроекти. Но тоа не може така да биде. Едноставно, УЕФ може да се надева, но не може вие да кажете, знаеш како, овие 7 ќе растат, вие другиве се нерегулирани, нема да растат. Значи, ритейл секторот е се уште доволно јак, посебно во овој дел од bear маркетот, да понатаму направи буст на целиот криптосектор. Без разлика дали ќе бидат тие 7 бирани од ISO 20022 или ќе бидат уште некои други проекти кои што на пример не се прифатливи за овие, нели, 1% во ВЕФ. Така да не заборавајте дека се уште сме на почетокот на bull маркетот, а она што ви кажуваат е само фат, нормална работа. И тоа најчесто велат, значи вечерта е најтемна пред зората. Овдека сме буквално во тој момент каде што веќе не може да го запрат. Значи замислете вие целиот тој фат за регулатива направи памп на пазар. Затоа што веќе луѓето почнуваат да вучат. Ќе напоменам уште еднаш, Америка може да си глуми лудо колку сака. Криптото не е во Америка. Иако најголемиот пазар од крипто е во Америка, но криптото не е во Америка. Криптото е низ целиот свет, е глобално. И вие може да нападнете централна менувачница, не може да нападнете проект. Значи децентрализирани се, посебно оние големи проекти како Cardano се премногу децентрализирани за да може да направите било што на самиот проект. Може да пробате, така. Но нивниот седиштето им е во Хонг Конг, работата им е во Африка, Азија и Источна Европа, што ќе им направите? Вие немате, значи посебно Америка и овие западниве идиоти, нема никакво дејство или никаква сила во овие простори. Зошто? Пошто прво биле колонизатори таму, а втора моментално, значи овие простори од светот се толку не заинтересирани за таа нивна западна демократија, значи тоа мене толку ме радува, вие не знаете. И тоа формирање на втор блок моментално БРИКС, каде што имате еден куп луѓе кои што тропаат на вратата на БРИКС, ги имате Аргентина, имате Иран, дури и Мексико се спомнува, Египет. Значи тоа се големи држави кои што тропаат на вратата на БРИКС и сакаат да влезат во друг блок. Значи не ги интересираат веќе овие екс-империалистички демократски говеда кои што се ногеат во НАТО. Така да имајте го тоа во предвид, наскоро ќе има голем пресред во економијата и верувам дека БРИКС ќе го донесе тоа. Добив некои интересни податоци за кои што ќе направам соодветно видео, а тоа е какви се плановите на БРИКС да го замени значи на темпо на примат на западната сфера и како моментално има толку добар солиден план да направат целосен колапс на доларот и да направат сега нели ако ви кажам ќе го расипам видеото, но како и да имате во предвид, наскоро сакам да направам видео за ова, значи БРИКС моментално спремаат нешто многу големо, што верувам дека економската сила која што има Западот ќе намали многукратно. Така да се надевам дека тоа ќе успее, затоа што тоа ќе значи дополнително, значи сето ова го гледам од призма на тоа како е позитивно за нас во криптосекторот.
Значи, намалување на приматот на Америка, значи намалување глобално действие на оваа држава. Колку ова действие се намалува, толку помала сила ќе има за да може да направи глупости во криптосекторот. Така да поради оваа причина се радувам дека потенцијално ќе успеат да заменат, а како ќе направиме соодветно видео, значи нели во текот на овој период, кога ќе најдам време да можам да го срочам сето тоа, нели да ги презентирам сите овие докази кои што ги имам моментално, БРИКС има одличен план да го избрише подот со американскиот долар. Тоа ќе биде многу добро за гледање. Јас се надевам дека нели ќе се оствари затоа што нивните планови се очигледно добри, но значи јас лично го гледав ова само додека некои одредени луѓе не ми го посочија, не успеав ниту јас да видам која е главната цел зашто тоа го прават членовите на БРИКС, но наскоро. Нели, завршуваме овдека, не сакам да открием премногу за тоа видео. Сега, многу битна работа. The Puel Multiple, односно колку мајнерите се во профит. Зошто е ова толку битно? Ние моментално веќе се наоѓаме во зона на солиден профит. Колку поблиску се наоѓаме долу до зелената зона, толку помалку мајнерите се во профит. Логично, колку помалку мајнерите се во профит, толку повеќе мораат да продадат од својот биткоин кој што мајнаат, со цел да ги покријат оперативните трошоци, односно нели, струја, работна рака, да покријат поправки, да покријат нели она што се шират моментално и нели нови да речам ригови и слично, така да во оваа ситуација колку повеќе се во профит, толку помалку мораат да продадат од биткоин, што значи дека дампот од мајнерите се намалува. Колку повеќе се намалува дампот од мајнерите, погодете што се случува следно. Имате раст на цената на биткоин затоа што мајнерите не ја дампаат на оние кои што моментално сакаат да купат. Така да тоа е дополнителна добра работа, како повеќе ќе се движиме нагоре, така се побрзо ќе се развива значи растот на овој bull market, затоа што Puel Multiple е најавата кога конечно мајнерите не мора да продаваат веќе многу од својот биткоин и на тој начин доаѓаме до средниот бул. Затоа што мајнерите се едни од најголемите продавачи на пазарот, затоа што мора да ги покријат своите нели оперативни трошоци. Сега, исто така и вовдека, значи можеме да видиме дека точно се уште, значи оние кои што мислат дека сме касно, не сме. Оние кои што не успеале да купат на 15, на 16, на 17, не сме касно. Значи гледајте, можеме да видиме од ова е Фибоначи секвенцата поставена на целиот чарт на биткоин, за оние кои што не знаат, кои што моментално е нели се земаат само податоците од акумулационите периоди, односно не и blow off top bubble периодите. Значи ова е аџастирана Фибоначи секвенца на акумулационите периоди, каде што гледаме дека моментално се наоѓаме на најниско ниво што некогаш сме биле во историјата на биткоин, односно дури успеавме да пробиеме и под овој чарт, со тоа што моментално се наоѓаме во, како што кажува самата боја, fire sale. Значи мислам дека ова многу јасно ви кажува што уствари исто значи fire sale, значи дека најдобриот момент како што можеме да видиме според историските чартови да се купи биткоин во нели одреден bull cycle. Сега, Bitcoin Profitable Days. Ова е нешто што не сме го погледале некој време, сакав само да ви го покажам многу интересно. Значи, од целото постоење на биткоин од 4567 денови до сега, значи 88,2% од овие денови сме биле во профит. Односно, доколку сте купиле во било кое време, практично, пред, да речем, овој памп, дури за време на овој пад овде, гледате, значи веќе сме во профит повторно. Значи, оно што ви го кажувам, сите оние кои што гледате, ова е уште една потврда дека оно што го кажувам за самиот DCA работи перфектно. Значи, гледате овде. Во овој период, сега моментално ќе го зумирам за да може да видите. Иако не беше баш добро зумирано, може би подобро на целиот чарт, вака ќе направиме. Ќе го зумираме делот вака. Вака ќе биде подобро. Значи, заприметете сега. Моментално ова е претходниот BR, ова е COVID колапсот, така. Значи, од моментот кога сме успеале да пробиеме над претходното дно, ние сме во загуба, така. Значи, само оние кои што купиле над 20.000 се во загуба, така. Односно, ова е после колапсот на Тера Луна. А сите оние кои што следат нашиот канал знаат дека со колапсот на Тера Луна, кога стигнавме негде околу овие 19.000, ние почнавме да купуваме. Значи, гледайте, од моментот кога сме почнале да купуваме, па се до самото дно, во целиот овој период, значи, биткоин кој да купил, ќе биде во профит. А замислите колку сме во профит кога сме купиле алткоин, така? Значи, ова е уште една потврда дека DCA е одлична работа кога знаете да ја темпирате и кога ја распределувате во определен период на, да речем, потенцијално дно на одреден циклус. Сега, ако вратиме назад, тоа значи дека ние сме направиле одлично купување за почеток на овој bull market.
Со тоа што до овој момент ние веќе распределивме 90% од нашето портфолио. А гледајте што се случува после такво купување во bear market. Се разбираме? После такво купување во bear market. Така да, овие денови, значи наскоро кога ќе дојдеме сега, наскоро ова може да биде уште година дена од сега, како ќе успееме да ги пробиваме претходните, да речем, нивоа на овој бул, така овие денови се повеќе и повеќе ќе покажуваат дека сме постојано во профит. Затоа што во историјата на биткоин се уште не сме добиле, да речем, некој макро bear market во кој што би пробиле, не знам, две претходни нивоа. А тоа не може да се случи со оглед на фактот дека имате една од најретките ствари кои што може да ги купите во светот за само 21 милиони. Така да, поради ова, имате постојан драйв да ја не верувам дека ќе успееме да видиме, не знам, 10 годишен bear market. Може би, не знам, после 2, 3, 5 циклуси, ако нешто се промени на светското ниво, но генерално ја не го гледам тоа, стварно. Значи, и оние кои што претходно ги разговаравме, R-HODL и MVRVZ, гледаме дека сме на самиот почеток. Само што сме испаднале од она зелено поле, каде што моментално се прави оваа акумулација. Значи, и ова дополнително ви покажува дека треба да чекате на корекција. Значи, гледајте овде. Се сеќавате кога ви кажам дека ова е памп, дека нема да купуваме, дека ќе чекаме на корекција? Еа корекција. Се врати точно до почетокот на ова поле, истата ситуација. Значи, памп, корекција. Никогаш не бркајте памп. Никогаш, значи ќе има корекција. Значи ќе купите на подобро ниво отколку да брзате, да направите FOMO и да добиете корекција во која што практично ќе бидете минус. Но она што сакам да го покажам е дека и овие два индикатора, значи подетално може да ги најдете во едукативниот сектор, каде што објаснуваме што истите значат, сега да не навлегуваме по 100 пати, покажуваат дека само што сме испаднале од најдобрите зони за купување, кои што во овој индикатор, секогаш кога ќе се најдеме во зелената, во двата исто, секогаш кога ќе се најдеме во зелената зона, ни покажува дека се наоѓаме во потенцијално дно на биткоин, а до сега двата индикатора не сгрешиле. Така да тоа е одлична вест, како што можеме да видиме, и она што сакам да ви го напоменам уште еднаш. Значи, без разлика дали сме bear или bull, со исклучок на 2017 година, ние имаме константно зголемување на бројот на биткоин волети. Ниту памп, ниту дамп, ништо не ја запира адаптацијата. Значи, гледајте, 2013, само да направиме споредба, че ова се 0,01 биткоин, значи најчесто наоѓаните, така? Имаме само 692.000 вакви волети, така? 2017, значи од 692.000 сме стасали до 7 милиона. За моментално да бидеме на 11,5 милиона. Значи, гледате ли каков, значи ова е адаптацијата. Бројот на биткоин волети, уникатни биткоин волети е адаптацијата. Тоа е најлесниот начин да видите како моментално се повеќе и повеќе луѓе во светот купуваат и чуваат биткоин. Тоа што не заборавајте дека има многу луѓе во светот кои што имаат алц и не поседуваат моментално биткоин, како ние, со оглед на фактот дека може да ни дадат подобар risk to reward ratio, односно некој ме праша на самиот крај да ви да образложиме, значи тоа не значи дека ние нема да имаме биткоин, но чувајќи биткоин во овој сегмент може да ви даде, да речем, ретерн од колку? 2, 3 пати, 4 пати. А чувајќи било што друго може да ви даде ретерн од 10, 15, 20. Со оглед на фактот дека се тешко корелирани сите криптовалути заедно со биткоин. И, значи, гледајте, 11,5 милиони, 11,6 скоро, со тоа што гледајте, не запрела, ниту во корекцијата, ниту во пампот, во ништо не запрела. 0,1 биткоин, иста ситуација, воопште не запрела. Значи, имаме 2013 само 490-500 вакви волети, 2017 2,5 милиона, 4,2 милиона. Значи се дуплирал бројот на ходлери од претходниот bull маркет до сега. Така, еден биткоин, иста ситуација. Значи не запрал во ни еден момент. 260-250 илјади во 2013, имаме 700 илјади во 2017, 980. Иако, нормално, колку се поголеми волетите, толку е потешко истите да растат, со оглед на фактот дека еден биткоин не е мала количина на пари да имате вложено во секторот, нормално, но она е тоа битното што гледаме дека постојано растат. Значи сите растат. 10 биткоини. Овдека имаме на некој начин стагнација, но гледате дека не е пат. Значи, после овој bull маркет, луѓето што имале 10 биткоини очигледно продале, но тоа не го менува фактот дека моментално повторно имаме раст. Уште од почетокот на овој bull маркет, на bear маркет, ние имаме комплетен раст на
на 10 биткоини и единствено каде што гледам дека има некоја стагнација, тоа е 100 биткоини. Зошто е тоа така? Затоа што колку повеќе расте, значи цената на овој капитал, толку повеќе ќе имаме стагнација затоа што многу помалку луѓе на светот се значи во можност да може да купат. Значи вие 100 биткоини да имате денеска, тоа значи дека сте обезбедиле барем 3 генерации. Значи или сте со 100 биткоини или се презивате заев, не знам што друго да кажам. Така да во оваа ситуација да имате 100 биткоини е сериозен капитал. И затоа гледаме, значи не продаваат. Овие луѓе може да продават 100 биткоини и имате пари за навек. Но не продаваат. Гледате дека дури од почетокот на овој последна капитулација после FTX, значи од 15.800 сме се качиле на 16.100. Тоа се 300 нови wallet со 100 биткоини. Така да и тие знаат дека е дното овде. Имате го тоа препит. Значи гледаме дека постојано растат биткоин walletите, што е многу поврзано со адаптацијата во светот. Зошто го велам тоа? Значи да видиме како изгледа во Америка. Ево она што моментално го прават ФАДот, така. Значи ево тоа што го кажувам, уште еднаш се потврдува. До 2022 година вие имате квадруплирање на бројот на ATMs во кои што може да продадете или да смените биткоин. Гледайте, од 536 во 2017 година до 34.200 во 2022 година. Знаеме и сами дека моментално Америка е најголемиот провайдер на ATM услуги за биткоин, но гледајте во скоков. Значи гледајте колку моментално луѓе потребно, значи ако немате вие потреба, нема да имате 34.200 банкомати за биткоин, ако немате потреба од тоа. Така да, тоа дополнително кажува дека немате следни избори во Америка без и председателски и нели оние нормални за кајни в сенат и таму бла-бла, кои што мора да имаат своја крипто агенда. Луѓето веќе не сакаат да слушаат, не можеме, не знаеме, ново е, значи нема. Ако сакаш глас и ако сакаш новите генерации да гласаат, немаш избор освен да донесеш соодветна крипторегулатива. Верувајте ми, самата популација во Америка ќе ги принуди да го направат тоа. Значи нема бегање, крај. Претходните два бул маркети се јадеше гомна како тоа било за некои си деца у подрум што програмирале, па само за криминалци, па само за мали држави, тоа е тоа, крај. Значи со адаптација на Русија, како што кажавме до сега, моментално веќе немаат избор. Единствено што останува дали ќе биде вој бул маркет или следниот. Значи немаат избор, крај. И светскиот економски форум го кажа тоа. Адаптација мора да има, прашање е само на време. Сега дали ќе биде тој масовен памп кој што го очекуваме низ целиот, да речем, оваа историја моментално на крипто сега, или ќе биде во 2029 година, останува да видиме, но ова е S-curve анализис, исто така од Бобан Досев, значи како за банкоматите, така и ова е поднесено до нас од Бобан Досев. Значи, за сите оние кои што мислат дека се моментално прекасно на пазар. Значи, ова е на некој начин веќе не потврдена, значи, како да кажам, шема по која што се движи одредена технологија, да речем, некоја промена во светот. Значи, секогаш имаме ист начин на придвижување на овие ствари, посебно кога станува збор за технологија, односно, ние се наоѓаме точно пред моментот на целосна адаптација, веќе неколку пати го имам објаснет ова, но ќе го објаснам повеќе сега моментално пак, затоа што овој нов податок на Бобан многу одговара на моменталната ситуација каде се наоѓаме со адаптацијата во светот. Значи, ова што го гледаме, ISO 20022, WEF, G20 моментално разговараат за адаптација. Сите, да речем, Мика во Европа, се спремаат CBDC. Сето тоа е сакале или не адаптација, затоа што и CBDC се леџер. Значи, ќе мора да им објасните на луѓето дека тоа е леџер, само што вие приватно го поседувате за разлика од биткоин. И можеме да погледнеме, значи многу интересно направено, според, ово е само Америка, нормално, не е целиот свет, значи во Америка, гледайте, имаме 10 од 2019 година, 10% од household се мисли од, да речем, собствениците на домови, значи 10% од семејствата во Америка поседуваат биткоин. 10%, така. Со тоа што тоа е во 2019 година, сега веќе во 2023 година, оприлика се очекува дека сме стасани до 25% во Америка, но повторно адаптацијата е повисока затоа што овие луѓе може да си го дозволат тоа и поради тоа очигледно е многу повисока ваквата адаптација и гледайте, значи очекуваат дека овој раст кој што моментално го имаме овде ќе настапи до 2029 година. Повторно, зошто 2029 година? Следниот бул маркет е 2024-2025.
Потоа, логично би било средниот почеток на bull market да биде 2029 година, значи тоа е оној 4 годишен циклус од 2025, 4 години 2029. Така да и затоа не го ставиле ова за џабе и очекуваат дека ќе имаме масовна адаптација на целата криптосфера заедно со биткоин од 90%. Очигледно можеме да погледнеме дека тоа има логика со оглед на фактот дека ние на вистина се наоѓаме пред овој шезм што се нарекува. Значи, буквално се наоѓаме во фазата на визионери. Оние кои што се доволно рано овдека за да го земат целиот бенефит од потенцијална светска адаптација. Имајте го тоа во предвид и моментално го гледаме, се случува пред нашите очи. Значи, гледате и сами дека не постои моментално ниту организација, ниту корпорација, ниту институција во целиот свет кој што не е заинтересирана за криптоадаптација. Но мораме да се стабилизираме и мораме да почекаме со оглед на фактот дека до следниот халвинг, односно почетокот на званичниот bull run, имаме уште 438 дена. Значи е повеќе од една година, отприлike една година и 4 месеци или така нешто, но пак ќе кажам, значи не значи дека цените ќе паѓаат или дека ќе имаме следен бер или ќе имаме не знам следно дно, значи дека се уште сме рано и дека овој период до следниот халвинг е одличен момент да се едуцирате, да купите доколку не сте купиле, нормално. Ја не можам да ви кажам што да правите, че јас не можам да ви дадам финансиски совет, но можам да ви дадам едукационен материјал кој што вие сами ќе одлучите што понатаму ќе правите со оваа сфера. Така да имате го тоа во предвид, како и секогаш че гледате дека напорно работиме на едукација на македонскиот народ без разлика дали е во Македонија или пошироко, со цел да го дадеме ова знаење кој што е битно да го добиете пред ова. Се разбираме? Значи, вие битно е да го знаете тоа што моментално се обидуваме да го пренесеме пред да дојдеме до овој дел. Така, затоа што тогаш доаѓа оној FOMO кој што можеби ќе направите некој мал профит. Но главната работа која што моментално сме ја научиле, барем во претходните два bear маркети кои што ги гледаме со своји очи, е богатство се прави во bear маркет. Профит можеби се прави во bull, но богатство се прави во bear маркет. Така да, оние кои што моментално го следат овој канал, се во најдоброто можно време да добијат соодветна едукација и да алоцираат за потенцијални големи добивки во следниот bull маркет 2024-2025. Ние не можеме да ви кажеме да го направите тоа, но ви кажуваме што ние правиме моментално на пазарот, со оглед на фактот дека поголемиот дел оние кои што го гледаат нашиот канал се веќе солидно во профит. И нели, тоа го покаже и самата анкета која што ја направивме и мислам дека последниот памп уште толку покажа дека оприлика знаеме што работиме на овој пазар. Се надеваме дека и понатаму ќе ни верувате во нашата работа и ако имате нели препорака, пренесете на оние кои што би сакале да научат нешто во овој пазар, затоа што вие сте нашата реклама. Ви благодарам како и секогаш, значи гледате има луѓе верни како Богдан Досев кој што и исто така Дарко Јошев, двајца од најдобрите кои што постојано ми праќаат нови материјали. Уште еднаш морам да се заблагодарам заедницата која што моментално ја градиме Керока. И се надевам да ќе продолжиме и понатаму како што моментално активно работиме. И се надевам дека и ние ќе имаме доволно време за да можеме постојано вака активно да ви информираме. Така да уште еднаш ви благодарам за се. Имајте добар ден и поздрав од Криптогемиџија. Уживајте во Пампот.